Светиот великомаченик Димитри, на кога е посветен овој храм во центарот на градот Скопје, има посебно место во срцата на сите жители на овој град, посебно на старите скопјани кои што тука се крстени, венчани. И култот е голем кон него. Па така за него може да се каже, како што вели житието, дека потекнува од градот Солун, од семејство на угледни граѓани во тоа време на градот Солун, од богато семејство каде што татко му бил војвода на градот Солун, значи управник, во времето на царот Максимијан, времето на незнабожството, времето кога се гонети христијаните, тоа е значи некаде кон средината на 3 век. Потекнува од богато семејство на луѓе кои што гаеле искрен однос кон православната вера, кон христијанството, ја живееле, биле активни, живи христијани, како што вели житието, дури имали своји икони во својот дом, каде што скришно му се молеле на едниот вистински Бог. По нивното упокојување, светиот великомаченик Димитри ја продолжува верата на своите родители и е поставен на главната позиција, како што бил и неговиот татко, за војвода и управник на градот Солун. И како едно од задачите кои што му била дадена од царот Максимилијан е, меѓу другото, да се грижи за да се воспостави редот, односно да се негува и таа многобожечка религија, меѓу другото, била негова задача. Меѓутоа, тој напротив, место да спроведува задачата која што му била доверена, тој ги воспитувал жителите на градот Солун во верата кон Христа, во тоа како треба да се поклонуваме на едниот и вистински Бог. Поради тоа, му било дадено предупредување да ја смени својата одлука и да почне да спроведува одлуката на царот, но тој продолжил да живее онака како што знаел и како што верувал, па така бил затворен во тамошниот затвор и, како што се вели во житието, претрпел големи страдања, измачувања, за да на крајот бил и погубен во самиот затвор во почетокот на 4 век. Од тогаш па до ден денешен гледаме безброј чудеса на светиот великомаченик Димитри, кои што се извршувале како на неговиот гроб, каде што се наоѓаат и денес неговите свети мошти, во храмот посветен според него, големиот храм денес на Свети Димитри, каде што се наоѓаат и неговите мошти, а тој пак храм почива на првобитниот храм кој што бил изграден во неговата чест уште во почетокот на 4 век. До ден денешен гледаме безброј исцеленија на сите оние кои што искрено и со вера пристапуваат кон него, како на неговите свети мошти во Солун, така и на секаде, каде што се изградени безброј храмови посветени на светиот великомаченик Димитри. Свети Димитри е поранешен соборен храм на Скопската епархија. Овој храм е посветен на светиот великомаченик Димитри Солунски и важно е да кажеме дека на местото на денешната црква имало стар храм кој постоел уште во 16 век.
За прв пат како соборна црква на градот, овој се спомнува во 1727 година и важно е да кажеме дека црквата се наоѓа во близина на камениот мост на левата страна на реката Вардар, во така нареченото еврејско мало. Не се знае од кога точно датира стариот храм на овие простори, но во 1690 година црквата била напуштена, а во 1886 до 94 година била обновена и проширена. За време на поправките кои биле изведени на црквата бил уништен и стариот живопис и сите важни записи за црквата. Според пишани податоци се знае дека црквата постоела уште во средниот век, а во некои периоди била соборна црква и во неа била сместена Скопската митрополија. Црквата Свети Димитрија се наоѓа под Скопското кале познато. Тука постои, според сведоштвата, сочувани кај нас, првото сведоштво кое датира од 13 век. Тоа е записот на византискиот пратеник или патеписец Теодор Матохит, кој што во своите мемуари запишал дека под главната царска тврдина постои урбанизирано место каде што има убава раскошна црква, а тоа се мислело токму на оваа црква посветена на светиот великомаченик Димитри. Следното сведоштво за нејзиното постоење токму на ова место датира од 1505 година, односно кога во записите на османлиите при разрушувањето или преобратувањето на поголемиот број наши храмови во нивни верски објекти, е запишано дека при уништувањето на другите цркви во Скопје и Скопско биле оставени токму оваа црква Свети Димитрија заедно со црквата Свети Спас како место за молитва на христијаните кои живееле во тоа време. Следниот запис датира од времето на австро-турските војни, кога е запишано дека градот Скопје поради епидемија на колера бил запален целиот, меѓутоа останати се сочувани темелите повторно само на овие две цркви, Свети Димитрија и Свети Спас. За да потоа, како што ја гледаме вака во оваа форма црквата, е возобновена во периодот помеѓу 1886 и 1896 година. Со тоа што е доградена и е проширена од јужната и од северната страна. За тоа постои сведоштво, запис кој се наоѓа натре во храмот над јужната врата. Меѓутоа, повторно црквата пострадува за време на Скопскиот земјотрес и последното обновување од 1965 година, кога има скроз ново фреско живописување од страна на тогашниот зограф Крсте Коловски. И до ден денеска е зачувана во таа состојба како што тогаш била и обновена. Тогаш да споменеме дека во периодот од 1886 е повторно и преосветена и тоа е направено од тогашните митрополити. Она што е битно да споменем дека по возобновувањето и воопшто на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква, овој храм и бил и соборниот храм на Македонската архиепископија. Поради тоа и во самиот храм натре е погребан блажено упокоениот прв наш архиепископ Доситеј, додека вториот, неговиот наследник, е на источната страна од храмот.
Инаку Скопската епархија по укинувањето на Охридската архиепископија во 1767 година се нашла под директна јурисдикција на Цариградската патриаршија. Така во Скопје епархиските архиереи главно биле од грчко потекло, но сепак хеленизмот имал слаби позиции на овие простори. Седиштето на Скопската митрополија се наоѓало во овој период токму во црквата Свети Димитри. Скопската епархија во 1872 година се нашла во границите на тогашната бугарска екзархија, а дејствувањето на патриаршијата и на екзархијата во градот довело до подвоеност на македонските верници и до црковни борби во градот во 1890 година, кои траеле до 1997 година. Во 1890 година во Скопје доаѓа новоназначениот екзархиски митрополит, познатиот Теодоси Гологанов, кој бил со македонско потекло и тој ги употребил сите своји сили да го обедини македонскиот народ и повел борба против грчката, српската и бугарската пропаганда. Во ова време бугарската екзархија насила го одвела во Цариград и во 1892 година му бил одземен митрополискиот чин. Велика обретев бједан, ја поборника вселенаја, стотерчен, јазики побеждајушта. Јако же уболиеву, низложил јеси гордињу, и на подвиг дерзновена сотворил јеси Нестора. Тако свјате Димитрије, Христу Богу молис ја, даровати нам велију милост. Овој храм архитектонски представува трокорамна базилика, во каде што се наоѓаат два реда на столбови, и во западниот дел исто така има балкон на кој што представува место каде што се наоѓа хорот. И карактеристично за овој храм се и скалилата, кои што ги имаме поставени на еден од столбовите. Тоа е карактеристично обично за црквите од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Во горниот дел се наоѓа местото каде што ѓаконот го чита Светото Евангелие за време на Светата литургија. На западната страна, вообичаено, како и во секој православен храм, се наоѓа представата на успението на Пресвета Богородица, а од другата страна пак се наоѓа оплакувањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос од Пресвета Богородица и неговиот ученик, светиот апостол Јован Богослов. На излезот од јужната страна од внатрешноста во храмот Свети Димитри се насликани светиот великомаченик Димитри и Света Петка, додека во внатрешноста црквата има голема певница и владички трон. Црквата е целосно живописана,
а во куполата е представен Вседржителот Христос согласно со иконографските стандарди и практики. На западниот ѕид се изобразени оплакувањето на Христос и сцената Успение на Пресвета Богородица, а на галеријата над јужната врата е оформена композиција во полука лота, на која е насликана сцената влегување на Господ Исус Христос во Ерусалим. Секако централно место во втората зона на живописот на јужниот ѕид зазема сцената Вознесение Христово, што исто така е една вообичаена практика, а нејзин пандан на спротивната страна е сцената Соборот на светителите. Иконостасот е од времето на Димитри Андонов Папрадишки и иконите исто така се насликани од неговата тајфа. Како што е редот на, како што ни укажу православното богослужение, иконите се поставени вообичаено од десната страна на царските двери, иконата на нашиот Спасител Господ Исус Христос, од левата страна е иконата на Пресвета Богородица. Потоа од десната страна на Господ Исус Христос е иконата на Свети Јован Крстител, а потоа пак од левата страна, вообичаено на Пресвета Богородица се поставува иконата на светителот на кого што е посветен храмот. Во случајов е иконата на светиот великомаченик Димитри. Потоа на дверите на северната и на јужната се поставени светите ангели и светиот архидиакон Стефан, а потоа пак до нив се поставуваат вообичаено икони на некои светители кои што имаат посебен култ во градот. Се однесува на иконостасот во црквата Свети Великомаченик Димитри, тој е поделен на 3 нивои и завршува со акротерија, односно крст. Неговите царски двери се со плитка резба и со позлата и на нив во средината е изобразена сцената Благовештение, а над нив се наоѓа иконата на Светиот Убрус. Во првиот ред на иконостасот се насликани празничните икони на светителите. Централно место во вториот ред пак од иконостасот зазема тајната вечера, а десно од неја е насликана молитвата од Гециманија. На десната страна од третиот ред на иконостасот се наоѓа иконата со сцената Вознесение Христово, а на левата страна е Вознесението на Пресвета Богородица. Што се однесува до стилот на и уметничката вредност на зоографската работилница во храмот Свети Великомаченик Димитри, треба да нагласиме дека тие се со скромен дострел, а зоографот во рамките на своите можности се трудел во однос на сликарската постапка да ја следи постарата традиција на живописувањето. Олтарниот дел е представена фреската Ширшеја небес, како што се нарекува на црковнословенски, или пак поширока од небесата. Потоа
ред на светители во апсидата на сите оние архиереи, на како што се вели во укажувањето на православниот фрескопис, а тоа е да се постават архиереите на кои што имаат поврзаност со светата божествена литургија. Што се односи до фрескописот во овој свет храм, можеме да кажеме дека тој датира од 1968 година, периодот во кој што повторно се насликува, бидејќи во 1903 година се случува познатиот Скопски земјотрес, каде што се уништени, односно се доста оштетени постоечките фрески и тогаш се преземаат поголеми конзерваторски работи и возобновување на овој храм во 1965 година. Па така веќе во 1968 година до 1973 година повторно од раката на зоографот Крсте Коловски се фрескописува овој свет храм. Голема вредност имаат иконите во параклисот при храмот на излезот од црквата, посебно иконата на свети великомаченик Димитри и иконите на пророците, насликани во 1785 година, како и иконата на Богородица која денес се наоѓа во обновената крстилница. Како голем херој во бедите, те најде вселената страдалнику, победувајќи ги незнаборците. Па како што ја скршили ева гордост, а го потикна на смел подвиг Нестора, така свети Димитрije, на Христа Бога
црква се до 1878 година постоеле и гробишта, а во периодот меѓу двете светски војни постоеле надгробни плочи и остатоци од некогашен импозантен гроб. Црквата Свети Димитри била парохиски храм за реоните Дебар Мало, железничка колонија, Тафталиџе, како и за централниот градски реон. Во 1907 и 1908 година е изградена незината камбанарија, а по катастрофалниот земјотрес од 1963 година зографисувањето го извршил зографот Крсте Коловски и тоа го правил во периодот од 1963 до 1973 година. Стилските и уметничките вредности на зографската работилница во храмот се со скромен дострел. Зографот во рамките на своите можности се трудел во однос на сликарската постапка да ја следи по старата традиција на живописувањето. Царот во тоа време приредуваше игри и представи, бидејќи имаше еден истакнат борец по име Ли. Царот направи посебен театар за мегданите на Ли, со бина на столбови. Наоколу стоеше безбожниот народ со свој цар и се веселеше додека бедното човечко суштество на копјата се виткаше од болки додека не умре. Меѓу невините жртви имаше и христијани. Ако последните денови немаше доброволци за мегдан со Ли, тогаш по царска наредба христијаните беа сосила влечени да се борат со него. Во гледачите беше едно христијанско момче, што се викаше Нестор. Него, на светата вера, го научи лично Свети Димитри. На Нестора му се параше срцето од болка, кога го гледаше тоа ужасно, безбожно веселење. Со силна ревност, тој се реши да излезе сам на мегдан со джиновскиот Ли. Претходно тој отиде кај Свети Димитри во затворот. Му раскажа за се што прави Ли, замоли за благослов и молитви од Свети Димитри, за да може да го победи на борилиштето тој немилосрден човек-убиец. Свети Димитри го благослови, го прекрсти и му прорече: ќе го победиш Ли, но ќе настрадаш поради Христа.
Кога дојде до театарот, Нестор громогласно извика: Боже на Димитрија, помогни ми. Потоа тој излезе на мегдан со Ли, почна да се бори со него и со Божјата помош го совлада Ли. Го обори и го наведе, набоде на острите копја, на кој тешкиот џин набрзо почина. Царот беше многу натажен поради смртта на Ли и тој веднаш нареди блажениот Нестор да биде исечен со меч. Но и тоа не го утеши царот. Целиот тој ден и ноќта тагуваше по Ли и царот, откако дозна дека Нестор излегол на мегдан со благословот на Димитри, нареди и Димитри да биде убиен со копја. Безумниот мачител се лажеше себе си, сметајќи дека еднаква смртта на праведниот и на грешниот. Но лута е смртта на грешниот, а на праведниот е скапоцена пред Господа. Штом почна да осамнува, во затворот влегоа војници и го затекува Свети Димитри како се моли и го избодеа со копја. Така, исповедникот Христов ја предаде својата честна и света душа во рацете на својот Господ Христос. Неговото тело фрлено на земја и изложено на подбивање, христијаните тајно ноќе го земаа и честно го погребаа. Легендите за светиот великомаченик Димитри биле многу познати и кај нашиот народ. Така, и оваа легенда за преместувањето на црквата говори за почитак кон личноста и чудата на големиот христијански светител и великомаченик Димитри, кој бил многу омилен и меѓу македонскиот народ и кој му иззидал манастири и цркви во негова чест и слава. Многу синови и керки на нашите христијани го носат името на светителот Димитрија, Митре, Митра и други. А пред многу икони на светителот горат неизгасливи кандила. Во негова чест и се принесува служба. Како и низ вековите, така и денес, црквата Свети великомаченик Димитри представува свето место за молитва на христијаните. Место во кое верникот со голема љубов и надеж е свртен кон Господа и неговиот заслужен слуга Свети великомаченик Димитри. Во храмот со свечена литургија секоја година на 8 ноември се одбележува Митровден, денот кога светиот великомаченик Димитри Солунски се упокои како жртва на безбожните мачители. Што се однесува на историјата на овој православен храм, тајната му останува тајна поради уништувањето на стариот живопис и надписите кои можеби постоеле во него за време на реновирањето на храмот во минатиот век, како и постарите доградби, новоградби и така натака. И се тоа предизвикало да се изгубат некои основни податоци за храмот. Некои истражувачи сметаат дека византискиот државник Теодор Метохит во 1299 година, кога го посетил градот Скопје, токму за оваа црква под градската тврдина, вели дека е најубавата соборна црква што ја видел воопшто во овие краишта.
Македонското тло е исцртано со антички темели, стари отисоци од стапки на големи имиња, чувани под плодните почви и густите пазови на прекрасната природа, која ја грее и чува тајната стисната длабоко како печат и чека вистинско време да се покаже и блесне. Но ако погледне човек и сака да види, тајната за него нема да постои. Тој веќе ќе знае. Ова е нашата земја, Божествена Македонија.